Pоради воспитувачка со симптоми на COVID, 110 деца во Свети Николе денес не тргнаа во градинка. Во согласност со протоколот и алгоритмот од Министерството за труд и социјална политика за постапување, бевме принудени денеска да не ги отвориме вратите за прием на дечињата во клон 1, додека не добиеме официјални резултати од тестирањето на вработената и епидемиолошката слика за низините контакти. Овој објект нема да го пуштиме во функција, вели градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски. Без проблеми во Свети Николе денес во градинка тргнаа само 26 дечиња во клонот 2, каде што вкупно има пријавено 41 дете, додека во село Лозово од пријавените 15, само 9 се донесени од страна на родителите. Во останатите градинки во регионот приемот на дечиња се одвиваше без проблеми. Децата се послушни, добри, еве се изнесени во дворот во градинката, се згрижени од страна на воспитувачките и негователките. Се надеваме дека ќе биде се во најдобар ред. Овие дечиња во градинка пристигнаа утрово во 6 часот, а приемот се одвиваше околу 2 часа. Во 6 часот се примаше првото дете со мерење на температурата на влезот на вратата, со дезинфекција на рачињата од страна на воспитувачките и негователките и прифаќање на децата во својата група. Приемот течеше по протоколите и како што планиравме до 8:30 се вршеше приемот, во 8:30 завршивме и ги затворивме вратите. Иако градинките се пополнети со околу 90% од дозволениот капацитет, сепак денес на првиот ден малкумина родители се одлучија децата да ги донесат. Во овој момент имаме мал број на деца кои што денес дојдоа во градинка, но се надеваме дека во следните денови тој број ќе се зголеми. Капацитетот, односно можноста за прием во нашата градинка е околу 500 дечиња. Ние имавме пријавени некоја бројка до 400, да, денес во градинка имаме 140 дечиња. Оние родители кои имаа храброст тоа да го сторат, задоволни од организацијата и начинот на згрижување. Се надеваме дека детето ќе се прилагоди на ситуацијата и нема да има никакви проблеми. Мислам дека ќе бидеме посигурни и побезбедно. Според сите мерки треба и ние да се придржуваме, и родителите, и персоналот, и мислам дека нема да има никакви проблеми. Состојбата со прием на дечиња е речиси идентична во сите општини од регионот. Околу 150 дечиња денес прифативме, а тоа се претежно деца чии што родители мора да се вратат на работа, нели? Што не можат да ги извршуваат работните обврски дома. Ние до сега работевме со бројка околу 420, а сега сме, значи, според протоколите мора да биде таа бројка, нели? 6 дечиња до 2 години и 15 деца од 3 до 6 години. Како беше во Делчево? Денеска, според доставените потврди од страна на родителите, знаете дека се работи дека и 20 родители треба да бидат вработени, 162 дечиња требаше да тргнат, меѓутоа денес капацитетот ни е преполовен, на првиот ден 84 ни се присутни во установата. Денеска се одвиваше според најдобар ред и проблеми немаше во ниту една градинка од регионот. Сепак ресорната министерка уште еднаш упати апел за максимална внимателност и одговорност. Сакам до сите вас да испратам пораката дека сите чинители кои што се вклучени во синџирот за безбедно сместување на децата во градинката треба да покажеме максимална одговорност. Почнувајќи од градинките, вработените во градинките, воспитувачи, негователи, останатиот персонал, родителите кои што ги носат своите деца тука и ние како Министерство за труд и социјална политика за што побезбеден престој на нашите најмлади во детските градинки. Според последните информации добиени од градинките на ниво на држава согласно протоколот има простор за згрижување на 19.000 деца, а досега се пријавени 14.555 деца, што остава простор за прием и згрижување на уште 4.500 дечиња.